Драги мои, време е да започнеме со денешната Естрада Плюс и со најновите информации најпрво од македонската естрада. Некои се за, некои против препејувањето на старите македонски песни. Нашата фолк дива Елена Велевска вели дека тоа е добро, бидејќи така се зачувуваат нашите песни, а таа веќе има издадено и 2 албуми, а повеќе околу ова од прилогот во продолжение. Останете со нас. Čaršija je dan izgra struga, da mi bara baš terzija, da isošije džana srmenele, da isošije srmenele, da zavelik de. Позитивно е препевањето на песните и според мене мислам дека тоа е убаво за да не се заборават старите песни, смета познатата фолкерка Елена Велевска. Таа во својата досегашна кариера има издадено 2 албуми со препеани стари македонски песни, кои Елена ги донесе пред помладата публика со многу поинаков жар и љубов кон песната. Јас ете имам 2 CD извадено со староградски песни, кои што навистина ги сакаат и се уште трае она Дал знаеш мори моме, се уште ми ја бараат на моите настапи, иако е тоа CD извадено пред можеби 7 години, 8, можеби и повеќе. Односно има 10 години, 11 така откако го извадив тој албум и се уште се бараат. После него направивме нели уште еден албум со група Чардак од Охрид. Има навистина убави песни, посебно од Охридскиот, Струшкиот регион и ги сакаат. Ми излегла Евда, која што не е многу пеена, една мома с мајка е, така сакавме на некој начин да ги вратиме, но јас мислам дека нема тука да застанам, бидејќи не треба да се застане. Таа додава дека не смее да се заборави од каде е нашиот корен и дека по тоа сме препознатливи во самата таа традиција. Кога станува збор за македонскиот народ и македонската традиција, она изворното е тоа што нас не карактеризира низ целиот свет, како орото, песната, така и таа изворна музика која што уште од времето на нашите доаени, на Сариевски, на Васка Илиева, кога се пееле нивните песни во едно, да кажам, по-сиромашно, по-друго време, кога немало многу инструменти вклучено во таа музика, туку се пеело само како со вокал и уште тогаш се гледал квалитетот и мислам дека тоа е тоа што нас не одбележува. Ако ние го носиме модерното низ диаспората, тогаш ништо нема да допре до нив како изворното македонското кое го пееме надвор од нашата земја, бидејќи македонците во диаспората се радуваат на старите изворни песни, како Зајди, зајди, судбо моја. Тоа се тешки песни кои ги сака народот, вели Елена.